Здраво на сите и добро дојдовте во втората сезона од подкастот Стартап Револуција. Јас сум Ана, а вие сте сигурно тука бидејќи сакате да започнете свој бизнис или стартап или пак се интересирате за разговорот со мојот соговорник. Но, пред да гледате епизодата, тука сум да ви споделам нешто повеќе за нашите партнери Прокрај банка. Прокрај банка е банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. Веќе 22 години се пример за одговорност. И со цел да го подностават банкарскиот процес за сите кои што сакаат да имаат свој бизнис, те имаат креирано 3 пакети. Пакетот за млади предприемачи, пакетот за стартапи и пакетот за жени предприемачи. Посетете го нивниот вебсайт и запознајте се со нивните услуги. А со мене се гледаме во епизодата. Здраво на сите и добро дојдовте во најновата епизода на подкастот Стартап Револуција. Со мене денес го имам Петре Ламевски, професор доктор Петре Ламевски, кој што е актуелниот декан на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ. И денес со него ќе разговараме нешто повеќе за актуелните проекти на факултетот, како и неговата поврзаност со стартап екосистемот и што е следно. Така што Петре, добре дојде во Стартап Револуција. Благодарам за поканата, добро ве најдов. Драго ни што одвои време да бидеш гостин на оваа епизода и да се поразговараме. Како се чувствуваш, како ти помина денот пред се? Денот беше супер активен. Стандардните состаноци, стандардната оператива на факултетот, стандардно по некој ситен проблем и по некоја радосна вест. Ете, денес ми дојдоа двата спортски тима од факултетот. Во ракоме сме биле втори и во мал фудбал исто така сме биле втори на универзитетската лига. Сме изгубили од ДИВ, тоа значи дека исто како ДИВ кај нас да фатил второ место на програмирање, на нивни терен со нивни суди, ќе видиме следниот пат ќе вежбаме повеќе. Добре се, значи. Супер, баш убаво. Значи, динамично. Исто така, јас не знам дека спортските тимови се толку активни на факултетите. Па искрен да бидам и јас не знаев, ама сватив дека може да имаат и подобри услови за развој од овие што ги имаат. Сега па ќе пробаме во наредниот период да го обезбедиме тоа. Спортот треба да се негува независно на кои факултети и дури ете, веќе можам да зборувам дека предвидена е и спортска сала во новите згради на ФИНКИ кои ќе бидат изградени. Да, тие се новостите, дека повторно ќе започнат процесите во однос на зградата. Веќе се почнати, интензивирани се и активно работат надлежните институции на подготовката за да се распишат потребните тендери, нели, за да продолжи изградбата на зградите на ФИНКИ. Она што ми напомена пред да почнеме со снимањето, дека тоа ќе започне февруари следната година. Се надевам, тогаш се зависи од како ќе течат овие подготовки, изработката на проектот, промените, изборот на изведувачот и понатаму кога сите тие процеси ќе завршат за да почне самата изведба. Околу 4000 активни студенти, кажавте дека оваа година се околу 700. Што се случува во однос на програмите моментално на ФИНКИ, кои се смеровите департманите, ние ги викаме нашите факултети? Верувам дека се случаи нови програми кои што се воведени сега, така да кои се процесите моментално? Студентските програми ни се агредитирани 2023, ама ние ги менуваме во ход она што е во рамки на законски дозволеното. Нели има секоја наука си има јадро, дел кој што се менува, ама може би не толку, и има постручен дел, поспецијалистички дел кој што се менува во зависност од динамиката на промената на полето или подрачјето во кое што припаѓа. Кај нас тоа е вртоглаво, секоја година се менуваат работите. Материјалите кои што ги имаш во предметите, поготово во трета и четврта година, кои што си ги предавал лани, мораш секоја година да ги ажурираш за да останат актуелни, за да им бидат од корист на студентите во идната работа. До сега го правивме тоа успешно и мислам дека успешно ги модифицираме предметите во ход со воведувањето на вештачката интелигенција како помошник во изработката на софтверот. Нашите студенти пред се треба да научат како да дизајнираат и да прават квалитетен софтвер и сега ги учиме и како да ја користат вештачката интелигенција тој софтвер да се имплементира, а самите тие да бидат контролерот кој што ќе се осигура дека оно што ќе го напише како код вештачката интелигенција ќе биде точно тоа што
треба, а нема да биде некоја халуцинација или нешто што не одговара на барањата на корисникот или уште полошо, нешто што прави повеќе штета отколку што прави добро. Што ги разликува оние студенти кои што би биле успешни во таа професија, во инженерството и во програмирањето, од оние кои што можеби низ факултетскиот ден ги осознаваат дека можеби тоа не е за нив? Која е клучната разлика? Стегањето малку на индустријата и со редуцирањето заради вештачката интелигенција испливаа на површина квалитетните софтверски инженери. Многу помала веројатност е квалитетен софтверски инженер да изгуби работно место отколку некој кој што површински минува низ работите и само копи-пейст програмере. Зема од некаде, копира, па крпе, па ствара некаков софтвер кој што е со субстандарден квалитет. Оние луѓе кои што длабински ја знаат проблематиката и знаат добро да ги користат шаблоните за дизајн на софтвер, добро знаат да дизајнираат софтвер, длабински ги познаваат и компјутерите, компјутерските архитектури, како тој софтвер работи, каде тој софтвер уствари стои за да работи успешно, кои се минимум барањата за тој софтвер да работи безбедно. Тие мислам дека нема да имаат некој проблем, туку ќе бидат баш идните програмери кои ќе користат вештачка интелигенција, ќе оркестрираат агенти за да се развива идниот софтвер. Значи сега некако убрзано се прави природна селекција на тие кои ќе издржат во индустријата. Ковид кризата имаше некој мини балон каде што наеднаш барањата за програмери и за софтверски инженери на пазарот беа огромни. Факултетот беше под огромен притисок да продуцира кадар. И успевавме да продуцираме до некаде, пак не може. Мислам, бројот на дипломирани студенти никогаш не беше на Финки премногу голем. А она што се случи беше дека студенти од втора година се вработуваа. И се направи такво преплавување на пазарот со кадар, ама имаше и огромна потреба. Зборуваме на пазарот, на светскиот пазар, бидејќи во нашите области никогаш пазарот не бил Македонија. Никогаш. Секогаш зборуваме за светски пазари, нашите компании во најголем дел се ориентирани према надвор, према извоз, према светот. Многу малку компании имаат кои што работат исклучиво за македонски пазар, скоро и да нема. Сите имаат и по нешто кои што го извезуваат надвор. Така што она што се случува во светот директно влијае и на она што се случува во Македонија. Ама во еден голем дел од студентите од тој факултет се основачи на стартапи и актуелни чинители во стартап екосистемот моментално, што мислам дека и тоа многу зборува во однос на видиците, квалитетот на кадарот и слично. Имаме супер соработка со професорот Владимир Трајковиќ во однос на предметот предприемништво, но секој на вашето искуство низ годините, или професор, продекан, сте ја наблюдувале таа институција од можеби секој може нагол и односот со студентите кои што го имате. Дали смятате дека со текот на годините тој дух се зголемува? Дали можеби сите само класично сака да работат за некоја компанија, тоа што го споминавте, бидејќи пазарот е сепак нели на глобално ниво, или пак поголем е поривот да се создаде нешто свое? Би сакал да створиме кај нашите студенти култура да создадат нешто свое. Првенствено да создадат нешто свое и ова, да речеме, мини криза со вештачка интелигенција ја гледам како можност тоа да се направи. Ако нема јуниорски позиции на пазарот, тогаш може да формирате своја компанија. Најевтина инвестиција за формирање на своја компанија е доколку сте на Финки. Ви треба еден лаптоп, да и дизајнирате некаков продукт и после најтешкиот дел од како ќе го дизајнирате и имплементирате продуктот е да го продадете. Би сакал да се створи синергија помеѓу студентите од Финки со студентите од останатите факултети, каде што овие, да речам, информатички технологии ќе бидат применети и во други области, во производство на храна, земјоделие, машинство, електроинженери, било кое друго производство каде што ќе може процесот или било што во рамките на тоа производство да се подобри и оптимизира со помош на информатички технологии, со помош на вештачка интелигенција. Се ова што го спомнав е нов производ, нова идеја, нов производ, нова идеја, нов производ, нова идеја. Ако тоа ствара некаква вредност во некоја друга индустрија, ствари е примена на информатиката во таа друга индустрија и тука таа можност ја имаат нашите студенти, бидејќи мислам дека поготово во компаниите во Македонија тој процес на дигитализација не е до крај стигнат. Што значи се уште има можност да имате локални клиенти кои што ќе купат некој ваш производ кој што го подобрува нивното работење и нивната конкурентност на пазарот. Ние имаме на Финки уште од поодамна предмети кои што се задолжителни, кои што опфаќаат нешто настрано од она што е техничко знаење, а тоа се баш учат нашите студенти бизнис, учат маркетинг, учат предприемништво, учат иновации, учат
такви предмети. Не се многу за да не се изгуби јадрото, пошто ипак треба да ствараме софтверски инженери. Меѓутоа, ако споредам со она што јас сум го учел како студент, чист инженеринг, математички предмети, инженерски предмети, целото тоа, мене ме направија одличен инженер, многу лош продавач. А баш во корпоративна средина, каде што реално или на светски пазар каде што работиме, тие такви инженери кои што не знаат да го наметнат она во што веруваат дека е како што треба, или не можат да го наметнат своето мислење, не можат да се изразат правилно за да ја продадат својата идеја, не се баш најуспешните. Уствари се покажува во континуитет, се бара хибрид помеѓу добар инженер кој што има техничко знаење, да се изразам, it goes without saying дека има техничко знаење, ама истиот тој мора да знае како тоа свое знаење да го, да речам, продаде. Како идејата што ја развил, ќе успее да им ја објасни на оние на кои што таа идеја им треба. Да не остане само голо техничко знаење и да правиме технологија само заради правењето на технологија. Имам јас едно видео од Стив Джобс, кој што му го пуштам на еден од предметите во 4-та година, кој што го кажува точно тоа. Станува инженер и поставува прашање на Стив Джобс зошто не ја форсираш оваа технологија е добра. Технологијата е супер, секоја технологија е добра за нас инженерите, ние сме таков мајндсет, уживаме во технологија. Ама на другите луѓе им треба нешто што им ствара вредност во животот. Ти можеш да имаш најстрашната технологија на светот, ако нема корист од таа технологија, џабе. А корист има од технологијата, понекогаш има корист од технологијата, ама не е очигледна. И треба добар инженер што добро знае да ја продаде таа технологија, за навистина да ја створи вредноста во општеството преку таа технологија. Мислам дека на Финки во последниот период ствараме таков кадар и заради тоа имате увидено дека голем дел од стартапите се од кај нас и тоа мислам дека дел од најуспешните стартапи се од кај нас. Точно, ама и тоа што го споминате во однос на техничкото признање е супер, но моментот кога треба да се презентира идејата, да се направат партнерства, да се седни на состанок каде што треба да се продаде одреден продукт или па да се склучи некоја соработка, тука е моментот кај што најмногу треба да се работи, но општо мислам дека и на пошироко ниво моментот на продажба е нешто на кое што треба да работиме со луѓето кои што сакаат да влезат во бизнис светот доколку не доаѓаат од таа средина. А продажбата си е и наука сама по себе. Сега мислам не можеме ние да створиме и продавач, експерт за сейлс. Не ни е тоа доменот на факултетот. Ама самиот инженер треба да знае да стане на состанок и да објасни што точно прави и која е вредноста на тоа што го прави. Не дека он ќе оде да го продава продуктот директно, најпаметно му е како имаше еден стартап од Хрватска пред 10-15 години на конференција и беше советот на секој стартап што е според вас hire a salesman early. Да. Формирај тим, ти ја имаш инженерската идеја, секој ќе ја развиеш, гарантираш дека ќе биде квалитетна. Ама укиме голем универзитет, има други факултети, а студентите треба да се дружат. И да соработуваат помеѓу себе. Оно што ми беше особено интересно што го позборувавме пред да почнеме со снимањето е вашиот однос со студентите и конкретно со факултетското студентско собрание. Верувам дека од кога се промени структурата негде кога беше тоа веќе 2019-2020 година, кога се воведе целата структура на универзитетско студентско собрание и факултетски студентски собрание и активноста на студентите е значително повидлива од кога се смена уредувањето на да постои нели парламентот, тоа беше претходно. Кои се најчестите барања од студентите моментално кои што доаѓаат до вас? Доста се конструктивни студентите, уствари, барањата им се секогаш на место и секогаш се во насока на подобрување на квалитетот на наставата на Финки. Студентите ни се партнери, заедно со нив работиме на подобрување на факултетот во континуитет. Пробуваме секогаш ако се јави проблем да го идентификуваме рано и на време да се реагира за да се сузбие проблемот. Тоа е супер, мислам дека многу значајно, особено кога вистинските студенти се гласот на студентите. Тоа е исто така многу важно, тие луѓе да се проактивни, кои се на позиција. Единствен можда недостаток како Финки ние тоа што немаме сопствени простори и јас би сакал и мислам дека е и предвидено во новите проекти, студентите да имаат поголем простор во кој што ќе може да комуницираат помеѓу себе. За поздравување е фактот што ето отворија неколку катчиња, така да ги речам, блиску до факултетот ни е Нетавил,
Base 42 исто е тука во близина на само километар од Финки и ти се качење каде што има настани кои што се организираат, кои што се првенствено наменети за студентите. Исто и компаниите учествуваат во тие настани и веќе нашите студенти имаат непосреден контакт со нивните идни работодавци или нивните идни партнери во заеднички бизнеси. Да, се слушам, мене тоа ми е многу интересно. Чисто ние кога има колоквиумски испитни сесии, ги отвараме и просторот на Стартап Клуб Скопје за учење тука на студентите и остануваат до доцна и многу интересно кај што сегаш потсетникот е да си искочи клима на крај пред да се оди. Але да, супер. И сега во однос на тоа што е актуелно и што се случува во однос на програмите, но на страна и тоа и проектите кои што во кои што е инволвиран факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, би сакала малку повеќе за тоа да зборуваме. За Digimax и Визилка. Визилка е во соработка исто така со Министерството за дигитална трансформација. Проект кој што има доста огромен буџет, кој што веќе е во спроведување и активен. Што може да ни споделите повеќе за тоа, кој се е дел партнер од тој проект и кои се целите до кога треба да се остварат? Така, во април ни почнаа 3 проекти. Digitmac е дигитален иновацијски хаб кој што е конзорциум од повеќе партнери во Македонија. Финки, како дел од УКИМ, не е единствениот факултет кој што учествува, тука има и други факултети, Машински факултет, Технолошко-металуршки, Земјоделски институт како главни партнери, секој ако се јави потреба некој друг од единиците на УКИМ. Тука е Штулов универзитет исто така, Стопанската комора, МИР фондацијата, Стопанска комора на Северозападна Македонија, Полошки плански регион и бизнис акцелераторот на УКИМ и мислам дека е на Штулов исто имаат како бизнис акцелератор БИЦ. Така да е поголем конзорциум. Digitmac целта е да се идентификуваат потребите за дигитализација на компаниите, мали и средни предпријатија и на јавните установи, да се направи некаква диагностика до каде се со дигитализацијата и да им се даде насока што треба да се следните чекори, што треба да ги направат за да се дигитализираат, да им се овозможи таа дигитализација да ја пробаат во експериментална средина, да тестираат пред да инвестираат и доколку им треба инвестиција за да ја обават дигитализацијата, да им помогне проектот да најдат пари за целото тоа да се изведе во продукција, односно да почне да функционира како што треба. Сега кога зборуваме дигитализација, што тоа значи во пракса за мали и средни предпријатија? Тоа значи дека ако, пример, предпријатието не води на компјутер евиденција за своето работење, треба да почне да води. Бидејќи ако не ги прибере податоците во дигитална форма, нема да може да прави анализи. Ако не може да прави анализи, нема да може да ги носи одлуките информирано. Ако не носи одлуки информирано, тоа значи дека ги прави одлуките на ханчи, голема е веројатноста тоа предпријатие да не успее. Самата дигитализација ствара и некаква култура на информирање, носење на одлуки и плюс тоа како последен степен на дигитализација е интеграцијата на вештачката интелигенција во процесите на работењето на компанијата. Дигитализацијата не е само во рамките на оперативното работење на компанијата, туку може да биде развој на некој продукт кој ќе биде хибрид помеѓу обичен продукт плюс некаква дигитализација или дигитален продукт. И тука на следно ниво веќе доаѓа проектот Везилка, каде што се прави суверен модел, македонски модел вештачка интелигенција кој ќе можат институциите и предпријатијата да користат тука локално и да го извршуваат локално, поготово за осетливите организации, тоа е важно да имаме локален модел, суверен модел и за податоците што се осетливи да не се изнесуваат надвор од нашите граници. Нормално, во рамките на проектот е и пристап до пресметковни ресурси за вештачка интелигенција во склопот на европската инфраструктура за вештачка интелигенција. Тоа се големи ресурси, големи кластери од компјутери кои што ќе можат нашите компании да ги користат во развојот на нивни продукти со вештачка интелигенција, онема каде што имаат потреба од големи пресметковни моќи за нивниот развој. И Везилка очекуваме дека ќе даде добри резултати тука локално и дека ќе ја зголеми подготвеноста и интеграцијата на вештачката интелигенција во процесите на работењето секаде низ државата. Ако не се опфати се во оваа фаза, понатаму ќе правиме и други проекти, нели? Ќе се трудиме целата држава да ја покриеме со дигитализација и со вештачка интелигенција. Она што е интересно е, Везилка е уствари проект кој што е финансиран од Финки, од сопствени средства, од владата, од Министерството за дигитална трансформација и од Европска унија.
Значи 25% е Финки, 25% е Министерството за дигитална трансформација или владата и 50% е Европска унија. Практично и факултетот помага со сопствени средства да се развива вештачката интелигенција во државата. Третиот проект е EuroCC, European High Performance Computing. Тука е не вештачка интелигенција, ами се друго поврзано со податоци, онаму каде што има потреба од големи нумерички симулации, онаму каде што има потреба од процесирање на податоци кое што е интензивно и да има пристап до ресурси компанијата за такво процесирање на податоци и ноу-хау, пример, процесирање на податоци, големи податоци во реално време, а што не е во склопот на вештачката интелигенција. Трите проекти се дел од екосистемот на Европа за дигитализација, за зголемување на конкурентноста на компаниите на светскиот пазар преку дигитализација, преку користење на вештачка интелигенција, преку користење на големите европски ресурси. Не вклучува само тоа, вклучува сендбоксови за тестирање, вклучува legal compliance, вклучува материјали за едукација, custom tailored курсеви кои што ќе се држат во рамките на проектите онаму каде што треба, бидејќи реално ако сопственикот на компанијата има нула дигитални вештини, прво му треба едукација, после дигитализација. Предвидено и тоа. Имаме и компонента едукација во сите проекти, бидејќи се идентификува дека некаде едноставно потребно е луѓето прво да се едуцираат, а после тоа да се пристапи кон дигитализацијата или примената на вештачката интелигенција. Практично создаваме еден цел екосистем кој што треба да им помогне на компаниите да бидат што е можно поконкурентни на светскиот пазар. Драго, доколку... Пауза. Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. И сега во која фаза е Везелка моментално? Само што започна и веќе ги дефинираме процесите и ги подготвуваме повиците за да дојдат компаниите да пристапат до нас. Интересно е бидејќи се расчуди како добивме проектот Везелка, веќе сме контактирани од компании, веќе имаме некакви иницијални контакти. Истото го имавме и со другите проекти. EuroCC е веќе трета итерација на проект. Веќе имаме успешни proof of concept или use case во рамките на EuroCC, каде што факултетот, заедно со партнерите од проектот, директно помогнал на компанија да развие некаков продукт со користење на пресметки со високи перформанси. No, супер. Значи, допрва ќе доаѓаат повиците кои што ќе се отвараат. Кои индустрии, кои компании покажаа први интерес? Мислам, од кои индустрии да доаѓа? И за која цел? Секојаш IT индустријата. Да? Секојаш IT индустријата прва и тоа е доста интересно, бидејќи го коментиравме тоа. IT индустријата е провајдер на дигитални услуги и често пати се случува оние на кои што им треба дигитализацијата да не се свесни дека им треба. И тука они развиваат продукти кои што инкорпорираат вештачка интелигенција и факултетот помага со ноу-хау за тоа. Потребно е да доаѓаат и компании кои што не се директно поврзани со IT, а кои што може да видат дури и поголем бенефит од дигитализација на услугите, примена на вештачка интелигенција или инкорпорирање на дигитални технологии во рамките на постоечките продукти. И тоа мислам дека ќе биде следниот чекор да најдеме такви компании. Ние работиме во сите проекти според смарт специализацијата на Македонија по 4 вертикали и очекуваме дека ќе имаме од паметна индустрија, паметно земјоделие, паметни материјали, производство на енергија, енергетска ефикасност, хоризонтала е и малку и туризмот, така што се она што е стратешка определба на Македонија треба да биде покриено од овие продукти. Во Везелка има и healthcare, јавните институции, нели нормално развојот на македонскиот јазик во дигитална форма. Што е крајната цел? Кој што е она што сакаме да се постигне со Везелка конкретно како проект и до кога тоа треба да биде остварено? Како ќе биде тоа мерливо? Проектот трае 3 години. Во рамките на 3 години ние треба да испорачаме суверен јазичен модел на македонски јазик, кој што ќе биде добар за да може да го користи индустријата и јавните предпријатија. Исто така треба да испорачаме некои use case, има таму колку компании точно треба да бидат обслужени, не имам точната бројка пред себе, и слично е и со другите. Треба да имаме доволно компании, да им помогнеме на доволно компании да применат вештачка интелигенција, да им се помогне до некаков самите да развијат продукт со помош на проектите.
Колку од ова може да имаат бенефит оние кои што можеби сега развиваат некои продукти со вештачка интелигенција или можеби немаат легално регистрирана компанија, но функционираат и можеби како фриленс продаваат некои услуги кои што ги создале како преку вештачка интелигенција? Мислам дека вредноста што тие ќе ја добијат, ако не почнале со дигитализација, ќе биде најголема. Таргет се стартапите од два аспекти. Од еден аспект се стартапи кои што имаат некаков производ, не дигитален, а кои што ќе видат бенефит од дигитализацијата. Од друга страна се стартапи кои што развиваат дигитален продукт, кои што со помош на советите кои што би ги добиле од овие проекти и со помош на инкорпорирање на вештачка интелигенција, би ја подобриле вредноста на тој продукт. Така, мислам дека во наредниот период планирано е дури да имаме некакви повици за стартапи и да извршиме мапирање на она што стартапите го нудат како продукти за нивните реални потреби со цел тоа да се самите проекти да се прилагодат и на нив. Напоминавте дека има неколку клучни чинители во спроведувањето на самиот проект. Која е улогата на Финки, која е улогата на Министерството за дигитализација и слично, така да како се распределени одговорностите што се очекува од која страна да придонесе кон Ние треба да помогнеме на Министерството за дигитална трансформација во дигитализацијата на државата, а тие треба да дадат насоки на каде ќе оди државата. Нели секогаш има оние што даваат совет и оние кои што се decision maker. Секогаш извршната власт е decision maker. Тие ги носат одлуките, ние им даваме совети, дури преку овие продукти ќе помогнеме во дигитализацијата на општеството. Потребно ние и веќе мислам дека добра работа има направено Министерството за дигитална трансформација со насоките каде што одиме како држава и овие проекти мислам дека ќе бидат од голема помош на ова министерство и на владата во целост и на целата држава, бидејќи дигитализацијата на процесите во рамките на државата и на јавните претпријатија ја зголемува трансparentноста по самата природа на дигитализацијата, ја намалува корупцијата, дава многу мал простор за манипулации и со тоа мислам дека ќе се врати довербата во институциите. Ние како држава, не знам, точно само коригирајте ме слободно, не знам дали имаме воопшто стратегија за вештачка интелигенција на национално ниво и дали се формира. Се работи на таква стратегија, има други стратегии кои се веќе изработени, се работи на тие стратегии и кога ќе ги има соодветни акции ќе бидат преземени за нивно имплементирање. Дали смятате дека спроведувањето на овој проект ќе придонесе за тоа како да... Дел од целите на овој проект се да ја помогне државата и во тие стратегии, планови кои што треба да се извршат. Значи, дел од целите на Везилка се и да ја помогне државата во тоа. Во однос на првиот проект на Digimark, каде се активностите таму? Пошто знам дека има веќе и активен вебсайт каде што може да се погледа делот. Очекуваме повикот за компании овој месец да го пуштиме. Баш имаме оваа недела состанок со конзорциумот и да почнеме да ги сервисираме компаниите преку Digimark. Како ќе изгледа тој онбординг процес на сервисирањето на компаниите и колку долго е предвидено да трае? Пропишан е со самиот проект, има европска алатка Digital Maturity Assessment, која што мораме да ја применуваме на оние компании кои што ќе дојдат, со наша помош да ја пополнат и таа алатка прави некаква провидна естимација на нивното ниво докаде се со дигитализацијата. Целта на проектот е да направи роудмап за нивната дигитализација, која е нивната цел да им помогнеме што им треба, како им треба, на која компанија, кој продукт им треба да го купат, дали треба нешто да имплементираат самите, дали им треба едукација и после тоа да им помогнеме со развој. Дали има потребен натрешен состав кој што они би го изградили или нешто како алатка? Целосно. Идејата е кога ќе добијат сервис од Дигиталниот иновацијски хаб, да се направи, дури имаме во пакетот и естимација на нивната способност за иновации во дигитализацијата, да им се помогне со наоѓање на финансиите и да се направи вмрежување. Не сме ние семоќни, не можеме ние се да имплементираме и не знаеме се. Дигиталните иновацијски хабови се мрежа. Има многу во Европа, мислам, како ви околу 256 дигитални иновацијски хабови. Доколку ние немаме експертизата како дигитален иновацијски хаб, како Digimark, тогаш има друг дигитален иновацијски хаб, Европски дигитален иновацијски хаб во Македонија, тоа е Innovate. Доколку и тие немаат експертизата, тогаш во соседството има дигитални иновацијски хабови. Ако и тие немаат експертизата, хаб по дефиниција значи некој кој што треба да се усмери во правилниот правец и да ти најде човек кој што ќе може да ти помогне.
Ова е многу интересно и ме интересира вашето размислување за кај се наоѓа Финки споредбено со другите факултети кои што се од регионот во однос на имплементација на одредени проекти, програми и слично. Верувам дека со колегите сте во комуникација. Каде сме ние во однос на регионот? Зависи со кој сегмент од регионот. Во некои работи сме добри, во некои работи не сме добри. Како факултет секогаш сме работеле да бидеме што е можно понапред со технологиите, таква ни е природата, и да работиме што е можно понапред да бидеме со публикации, со проекти, инвестираме и собствени средства во развојот на науката интерно, ги кофинансираме проектите. Финки дава собствени средства за кофинансирање на проекти кои што се од интереси на државата. И на тој начин пробуваме да створиме некаков екосистем тука, да бидеме ние доволно јаки за да ги исполниме очекувањата на индустријата и на државата, самите да успееме да си створиме научен кадар кој што после заедно со нас ќе работи и на развојот на науката, интернационално да бидеме компетитивни преку конкурирање на европски проекти. Мислам дека моментално имаме околу 15 европски проекти кои што се на Финки, дали Финки учествува, дали ги води, и мислам дека сме меѓу лидерите од факултетите и по тоа и по број на публикации и по сите останати параметри. Има работи во кои што мањкаме, тие се пред се, ама очекувам дека ќе бидат решени откако ќе добиеме свој простор и своја зграда. Ние би сакале да имаме катчиња каде што индустријата ќе дојде кај нас и студентите ќе имаат можност да се во поблиска интеракција со индустријата. Да организираме повеќе хакатони, да имаме соодветен простор за тоа. Моментално имаме нешто, имаме добар нов амфитеатар. Почнаа компании да ни го користат амфитеатарот за организација на настани, особено сум горд на тоа и би ги повикал кој е заинтересиран, слободно нека не контактира, ако е слободен не е проблем. Убав е амфитеатарот, стварно е добар за настани. Да. Microsoft Dynamics User Group по втор пат го организираат балканскиот настан кај нас. Тоа е супер. Да ги поздравам. Да, мислам дека тоа е многу убаво, ама и доста има и доста како да кажам сајми за кариера и вработување кои што се случуваат на тој кампус. И мислам дека особено е динамично, компаниите сакаат да дојдат и имаат интерес да работат со студентите. Да, се што е добро за студентите, се што ќе биде предложено како добро за студентите, ние пробуваме да го имплементираме. Дури и ако го немаме просторот, ќе формираме некое тело, па после тоа ќе се сноѓаме во просторот кој што го имаме. Моментално мислам дека баш денес се формира Focus Lab. Тоа е нова иницијатива која што треба да им помогне на студентите да се самоорганизираат полесно. Како ќе функционира? Па ќе ги викните оние кои што ја организираат, бидејќи ги немам сите детали, само знам дека треба да им помогне на студентите да се самоорганизираат и да им помогне на студентите со давање на некаква поддршка. Мислам дека е првата таква иницијатива на универзитетот, а може би и во државата, каде што формираме нешто кое што треба да им даде поддршка на студентите. Оние кои што ќе им се јави потреба од некаква било каква помош, да имаат безбедно катче каде да се најдат, каде да се обратат и да им се формира безбедна средина во која што би можеле да функционираат. Покрај тоа што го напоминавте со амфитеатарот, на што друго сте особено горди во рамки на вашиот мандат до сега, како декан? Не сум ни цела година веќе. Да. Ги почнавме овие големите проекти, мислам дека успешно ќе ги реализираме, другото е, имаме зголемен кадар, нови вработувања, работиме на унапредување на просторот во континуитет, оно што го имаме сега. Иницијативата за зградата е почната со претходниот декан, ја наследуваме и ја продолжуваме интензивно, додека снимаме тука, имаат состанок кај мене на кампус каде што спремаат сугестии за проектот. Јас жал морав да дојдам, другото е пробуваме, иако сме студент-центрик факултет, да бидеме уште попристапни за студентите. Што е цел што сакате да ја остварите барем до крајот на вашиот мандат како декан?
Ништо што може би сте го замислиле од почетокот. Да биде факултетот стабилен и одржлив. И одржливоста да биде и од студенти и од меѓународни проекти. Со тоа што би преферирал да се финансира факултетот повеќе од меѓународни проекти, а помалку од студенти. Зошто е тоа така? Кога финансиите доаѓаат повеќе од студенти, тогаш притисокот да имаш многу студенти по природа на нештата е голем. И ако имаш притисок за многу студенти, нема да можеш да испорачаш на многу студенти секогаш задоволителен квалитет. Ако го немаш притисокот на студенти, тогаш квалитетот може да го поставиш како цел, не ти зависи бројот на студенти. Студентите ќе мора да исполнат поголем критериум. Притисокот што го чувствувавме од индустријата за испорачување на многу кадар, успеваше на долг план малку да го намалува квалитетот на продуктот на дипломирани студенти. Кога нема таков притисок, ќе мора студентите да бидат квалитетни за да излезат и да дипломираат. Тоа значи, јас цврсто сум убеден дека не може образованието да биде for profit. Не може студентите да плаќаат за образование и образованието да биде на висок квалитет, ако институцијата зависи од парите на студентите. Многу е тешко тоа да се постигне. Сите топ универзитети, бизнис моделот не му е образование. Бизнис моделот му е научно-истражувачка дејност, патенти, инвестиции, продавање на знаење, нудење на трансфер на технологии, продавање на IP. Прават многу повеќе пари од IP, отколку што прават пари од студентите. Јас би сакал долгорочно и останатите факултети и останатите универзитети во државата да се бават со научно-истражувачка дејност, да нудат нешто што индустријата ќе биде спремна да го плати како знаење, да се финансираат така, студентите да студираат без пари. Воопшто ништо да не плаќаат за студиите, со тоа што истите тие студенти ќе преземат терет од иновациите, ќе преземат терет од тие истражувачки проекти и активно ќе работат на тие проекти во соработка со индустријата уште во самото студирање. На тој начин ќе добиеме квалитетни научници, квалитетни студенти, квалитетна индустрија и квалитетно високо образование. Гледам оваа гледна точка е утопично. Па не е баш, Ivy League универзитетите функционираат баш така. Тоа плаќањето таму е капка во морето на нивните буџети. Да, од тој аспект да, се служувам. Сега ме кажам од гледната точка на кај се наоѓаме ние моментално, можеби, но тоа не значи дека не е остварливо. Ама остварливо е само што некако во целата држава фаќа некоја депресија дека ние тоа не можеме да го направиме. Ние можеме да го направиме, само ни треба време. Со време ќе го направиме, ама дај да ги направиме првите чекори. Не може само така да седиме ништо да не правиме, да очекуваме дека од некаде ќе капне нешто. Не бива. Ги правиме првите чекори, нели, baby steps, полека. Еден чекор, втор чекор. Може ќе сгрешиме, ќе се вратиме назад, ќе направиме корекции. Жива материја е. Ако очекуваме ние дека ќе имаме конкурентно високо образование во регионите во светот, мораме да го правиме тоа што го прават најконкурентните универзитети. Не. И мислам дека поставени се темелите на тоа. Самиот универзитет ја има таа стратегија и ние како факултет веќе го видовме тоа и веќе работиме да имаме што е можно повеќе меѓународни проекти и да имаме што е можно повеќе наука. Разбирливо. Значи движиме во таа насока. Да се биде професор или да се биде декан? Да. Двете во исто време. Професор е благородна работа, декан би рекол дека е уште поблагородно бидејќи имате некаква можност да влијаете на процесите на институцијата. Сите што се нафаќаат да бидат декани, сакаат да направат некаква промена во насока на подобрување на самата институција. Мојата цел сега е оперативно да ја подобрам институцијата, да ги додигитализираме сите процеси внатре на Финки. Не е се дигитализирано дури ни на Финки, ако сме факултет со дигитализација, дела и заради тоа што до пред некое време законските ограничувања беа причина, сега веќе и не се. Одиме на кај фул дигитализација на сите процеси. Ние бевме факултетот кој што во ковид за 3 дена продолжи со настава. После локдаун. Одма се префрлимме
онлайн. Како беше локдаун во вторник, во петок веќе имавме експериментални часови, во понеделник продолживме со редовна настава. Капацитетите интерни на факултетот мора да се подобрат, процесите да се востануваат и да се подобрат. Од два институти од кои што потекнуваме, кои што беа релативно мали, сега сме институција со повеќе од 100 вработени и вие сте од економски факултет, знаете дека тоа бара веќе дефинирање на поинакви корпоративни процеси од оние што се во стартап средина. Супер функциониравме, како стартап функциониравме на финки, сега веќе треба да почнеме да не сме стартап, а сепак некако да ја задржиме таа стартап култура. Да, разбирливо сосема. Кога веќе тоа го споминавме, како вие гледате улогата на финки во стартап екосистемот? И во Македонија, но и во регионот. Искрено, нели, веќе кажавме, голем дел од нашите студенти, голем дел од успешните стартапи се од студенти на финки, од нашите алумни. Тоа го имаме идентификувано. Исто така интересен факт е, добар дел од нашите студенти кои што отишле во странство работат у Fortune 500 компании, имаме во Microsoft, Amazon, секаде имаме контакти со нив, добиваме конструктивни забелешки, повратна информација, секогаш кога ќе разбереме дека некој дошол тука во државата, пробуваме да го викнеме да одржи некое гостинско предавање за студентите да слушнат како е да се работи во тие компании, која е разликата тука. Таму идеално би било доколку предприемачкиот дух на нашите студенти е на доволно големо ниво, би и почнат да формираат стартапи во Македонија, да формираат продукт ориентирани стартапи кои што ќе ствараат интелектуална собственост и наместо да нудиме сервис за аутсорс кон странство и да речам кајмакот од бизнис процесот да го имаат другите држави, тој кајмак да остане тука. Тоа ги нас. Да. И мислам дека во таа насока и вие тука како екосистем доста помагате. Нашите студенти после долго време, да речам, во последните години имаат отворени можности да добијат финансирање, дури и при сите инвестиции и знаење како да формираат своја компанија и како да работат своја компанија. Од она што има прилика да го видам, дел од нив и доста успешно го прават тоа дури и на старт, и она што го видов е не сите компании кои што ги формираат наши поранешни студенти па се поврзани толку со дигитални продукти, иако во нивните продукти 100% користат дигитализација и вештачка интелигенција. Да, тоа е точно. Тоа е точно, некојаш може би се насочени кон други индустрии, некојаш се SaaS продукти, така да, но ама дефинитивно ги има. Минува што ми беше многу интересно, во соработката што имавме со професорот Владимир Трајковик во рамки на предметот предприемништво, пред демодинот што се одржува за тој конкретен предмет, ги со тимот имавме можност да ги прегледаме видеата од пичовите на студентите и многу ми беше интересно дека барем 4 тимови беа снимени тука кај нас во просторот видеата и ми беше многу интересно да го гледам тоа дека го чувствувале како простор дека можат да дојдат и тука, иако сме мислам далеку во однос на факултетот каде моментално се наоѓа, тоа ми беше интересно да го тоа кога разбрав кај сте викам, штета оти не сте поблиску до наш кампус. Но кој знае, можеби ќе се сменат работите, можеби ќе има повеќе од еден простор. Па ете повик до градските татковци тука нека воведат една експресна автобуска линија. Тегна за сега, мислам дека седмица не спојува. Така? Да. Сега го спомнавме накратко вашето искуство како професор. Кога започна таа кариера? Дали од секогаш беше желбата да се биде професор или некогаш размислувавте дека ќе останете во индустрија? Паралелно работам и во индустрија како консултант уште од самите почетоци и уште од почетокот од кога почнав да бидам асистент. Како да кажам, асистентската работа е убава, нели, пренесувате знаење на луѓето, меѓутоа мислам дека поготово во технички науки праксата е доста битна. Ако немате практично знаење, не можете да го постигнете она што е најважно, што професор треба да го пренесе на студент, а тоа е мотивацијата да се совлада материјалот. Бидејќи добар дел од материјалот кој што го предаваме, студентите не гледаат потреба да го учат. Далечно им е. Немаат практично искуство да видат дека тоа што го учат не е за џабе таму ставено во книгата, дека тоа е нешто што утре додека работат ќе им користи. Професорите треба да ги мотивираат студентите да го совладаат материјалот и да го пренесат тоа знаење
дополнително. Не е доволно само да го извакаш материјалот, не е тоа инка да го ставиш внатре во туѓата глава, треба да го мотивираш самиот да го создава. Со самите врски што ги имаме со индустријата, можам самиот да ја видам мотивацијата зашто тој материјал што го предавам студентите треба да го знаат, бидејќи практично сум го применувал. И тоа ми ги прави спремањето на материјалите многу полесно, бидејќи секогаш пробувам да го видам она што им е потребно, да го применат, да го сервирам и да кажам дека тоа е поважното за вас. Инаку, време на вештачка интелигенција е, самите можат да научат се. Објасни ми како на 5 годишно дете е промптот. Да. Нуклеарна физика можеш да научиш со вештачка интелигенција. Да, точно. Ама мислам дека минува во процесот да имаш ментор кој што ти дава совети никој само што се поврзани со материјалот и со индустријата, туку кој да бидеш во тој контекст. Тоа е многу важно во тој процес, што мислам дека не треба да се заборави. Да, може да осуствуваш од предавања и може сам да го совладаш материјалот, но мислам дека треба да си допустиш да бидеш студент во вистинска смисла на зборот од тоа искуство. Мене професорите ме биле најголемите ментори во одредени аспекти да, на студирање. Да, во трета година имаме еден предмет кој што е она што се учи во рамките на предметот е наменето за архитекти на софтвер. За да станеш архитект на софтвер требаат години искуство, да почнеш од обичен програмер, па си програмирал, па си учествувал како по-сениор програмер, па најсениор програмер, па после тоа те ставаат да почнеш веќе да ги дизајнираш софтверите и така натаму, и тоа се луѓе со по 10-15 години искуство најчесто. Имавме во рамките на предметот, курикулумот, пошто е понов предмет, направен, го предаваме и каниме гостин од индустрија на еден час. Доаѓа човек со 18 години искуство во индустријата и прави резиме на се што сме кажали на предметот. Што мислите, кој повеќе го слушаат студентите? Човекот од индустрија? Човекот од индустрија. За таа мотивација зборам, бидејќи техничките факултети, како и сите други факултети, нема лесен факултет. Нашите се особено течки, бидејќи покрај теоретско знаење кој што можеш да го совладаш, има практично знаење каде што тоа теоретско знаење мора да го примениш. Сите испити се такви. Ако не си мотивиран да го научиш, тоа нема да можеш да го научиш. А дека професорите треба своето животно искуство да го пренесат и да ги мотивираат студентите, да, тоа е задолжително. Мора професор да го инспирира студентот. Да, се сложувам комплетно. Ама мислам дека некојаш природно доаѓа кога професорите го сакаат тоа што го предават и ја сакаат индустријата во која што се. И тогаш тоа здрачи природно. Не е нешто што можеш да го форсираш. Не секој е наменет да биде во образование. Исто така не секој има можност да го пренесе знаењето, ама некојаш се гледа пасијата. Имаме веќе програма кај нас во рамките на факултетот, која што како ќе дојдат асистентите, како ги земаме како лаборанти, асистенти, демонстратори, на сите им се врши обука како да држат предавање. Задолжително ја посетуваат таа обука. Тоа го почнавме од пред неколку години и мислам дека е најдоброто нешто што го имаме на факултетот, бидејќи дури и тие кои што не знаат како да пренесат знаење, преку посетата на овие курсеви, во најмала рака ќе станат подобри предавачи од што претходно. Или барем имаат пред себе некоја методологија која што Методологијата ја учат, да. Застануваат експериментално пред аудиториум. Во аудиториумот експериментално има незгоден студент, добар студент, успан студент, секакви профили и ги напаѓаат. Јасно. А дали вие некојаш сте размислувале за ваша компанија? За основање нешто ваше? Имам размислувано. Што ве спречало? Па не знам искрено. Некако и јас сум по природа инженер и ние инженерите правиме овер инженеринг. Некои идеи кои што сум ги имал и со пријатели кои што требало да ги почнеме, доаѓале на фаза на овер инженеринг. И пропаднале, а после тоа ќе видиш успешен продукт, ист таков како што си го замислил. А дали има некоја компанија конкретно од оние кои што ви се познати во стартап екосистемот, која што смета дека ќе има особен подем во наредниот период кој што следува?
Или некои кои што ви се интересни како случај и кои што сте ги наблюдувале? Има повеќе такви компании, да не изолирам една, пошто другите ќе се налутат. Интересни се овие кои што направија забава, нели, за ARR. Heritage. Добро. Се едни од најуспешните. Има други компании кои што се исто така успешни, ама кои што предпоставувам дека не работат на PR и е малку скриена нивната успешност, не се експонираат. Интересни ми се и оние кои што се социјални компании, како да речам, а не е толку продукт кој што треба да створи профит, туку е продукт кој што треба да си најде каче во општеството, помага на општеството, а по природа не е таков да може да се продаде премногу или да скалира, ама е важен. Има таква една, не сум сигурен дали е инкорпорирана, дали е формирана како стартап, од еден наш студент, баш на мобилни апликации, предметот ми беше, која што има развиено модул за браусери за да бидат по-акцесибл. И тоа го нуди како продукт. Тоа е баш таква, да ја издвојам како поинтересна, видите нешто нетипично, а таргетира специфична група на луѓе кои што имаат реална потреба да им се приближат дигиталниот свет да им се приближи и заради својата неможност не им е близок, оваа компанија се труди баш тоа да го направи. И во однос на вештачката интелигенција, сакам да прашам кои се можеби трендови кои што ќе ги гледаме во наредниот период, за кои што вие верувам дека вие ги информирате вашите студенти и треба да бидат свесни. Што е тоа што ќе биде подем следно, особено во IT индустријата? Ќе се оди кон локални модели, бидејќи токените поскапуваат некако последно време, така што ќе се оди на оптимизација, на градење на локални модели, дури и ние самите, а нашите инженерите кои што ги произведуваме на финки, уствари учат како да градат собствени модели. Имаме предмети од вештачка интелигенција кои што end-to-end, имајќи ги податоците, они може да направат собствен модел, или да го дотренираат, да го прилагодат тој модел, или да го оптимизираат, да го редуцираат тој модел. Во развојот на вештачката интелигенција гледам дека ќе се оди на оптимизирани модели кои што ќе работат локално. Пример, да имаш модел кој што работи на телефонот. Веќе има такви, не се толку добри. Очекувам да станат уште подобри со тек на време, да се оптимизирани за секој човек да си има свој модел на вештачка интелигенција. Исто како што одиме, секој си има свој робот дома. Таму го гледам развојот понатаму, нели не знаеме што ќе дојде времето, може тоа ќе стане обсолит проблем. Интересна ми беше една констатација кога бев дете, кога излегоа мобилните телефони, кога се популаризираа, ќе го носиме мобилниот телефон во забот како имплант. Ја викам ќе ја носиме вештачката интелигенција во забот како имплант. Натаму оди да се редуцира хардверот, да се оптимизира и да имаме модели на вештачка интелигенција кои што локално ќе ги користиме, бидејќи тековните модели кои што ги користиме, поготово бесплатните, а и овие што ги плаќаме не сме сигурни, сите наши податоци, се што правиме, даваме таму, некој друг после ги користи нашите податоци за да ги дотренира моделите. Нашите податоци не профилираат како личност. Со самото однесување на интернет, со самото тоа што го прашуваме јазичниот модел кој што е хостиран некаде, ние даваме парче од себе таму. Веќе не знаат кои сме, што сме, кои ни се потребите. Засега целта е таргетиран маркетинг да ни продадат нешто поефикасно, меѓутоа секогаш постои можност на злоупотреба на тие податоци за политичко влијание и за други поопасни работи. Суверени модели кои што ќе ги градиме со везилка, ќе бидат во локален контекст, ќе бидат тука во државата и се надевам во иднина сите да можеме да си имаме собствени модели кои ќе бидат доволно добри за да користиме вештачка интелигенција во секојдневното работење без опасност од пробивање на нашите лични податоци. Таа опасност сега е реална. Внимавајте што ставате во јазичните модели. Да, мислам дека некогаш забораваме каде се нашите податоци. Секогаш забораваме. Секогаш забораваме, ама таа е опасност која што живееме. Нашите податоци се на интернет веќе. Кој знае од деца до сега што се формулари немаме пополнето. Нашите податоци стојат таму, веќе ги има, некој ги има isпроцесирано. Од сега па натаму да внимаваме малку повеќе. Овие модели
ќе ги исцрпат нашите податци и користат за тренирање. Ако ставиш банкарска сметка, таму не постои гаранција дека твојата банкарска сметка со твојот пин како пример нема да му ги даде на друг корисник, точно како што си ги видел. Ама тука доаѓа и моментот на исто така и компаниите, каде што можеби не постои регулатива за како се користат одредени модели. Сакам да кажам дека тука клучна улога има и податочна хигиена на самите компании во самата дигитализација, така да и тоа сметам дека е Ние како факултет имаме програми за cyber безбедност, cyber security и на додипломски, насоката интернет мрежи и безбедност, и на постдипломски имаме повеќе програми. Имаме Erasmus Mundus проект каде што имаме интернационални студенти баш за cyber security, НАТО проекти за cyber security, имаме голема експертиза за тоа. Како факултет имаме и ЦИРТ и имаме Сири. Предобро. Имаме Не слушаат. Да, не слушаат цело време. После ќе ми излезат на Facebook постови за cyber security, после мовети за вештачка интелигенција. Преку тоа имавме и еден проект исто во соработка со Министерството за дигитална трансформација, МК SafeNet. Заврши, сега ќе чекаме втора итерација да почне од тој проект, кој што беше за мали деца да му се зголеми свесноста за да знаат да се однесуваат безбедно на интернет. Интернетот е нашето мало веќе и треба да внимаваме како се однесуваме на интернет. Се што ставаме како информација, после тоа може да биде злоупотребено. Дека ќе биде употребено, ќе биде, ама може да биде и злоупотребено. И таа опасност треба да знаеме да ја менаџираме. Мислам дека нашите студенти го знаат тоа. Тоа го учат во курикулумот моја и дека софтверот кој што ќе го продуцираат во иднина ќе биде ориентиран према корисниците и во најмала рака ќе биде безбеден за користење. Да, се служам. Мислам дека знаењето е едно во однос на пренесувањето на информацијата, примената. Мислам дека тоа тука можеби е негде кај што можеби треба да се повеќе да се работи. Работиме на тоа, имаме задолжителни лабораториски вежби, преку 300 места имаме лабораториски како седиште компјутерски. Нашите студенти работат на компјутерна вежби, нашите студенти подлагаат на компјутер. Така што го стекнуваат тука тоа практично знаење во рамките на предметите. Малте не за подпис да добие, мора практичните вежби да ги помине. Да. Така, тоа практично знаење мораат да го имаат. Да. Која е најголемата разлика од кога вие бевте студент и студирањето на Финки денес? Мислам дека сега е полесно. Пристапот до информации. Неверојатно е. Значи, ова што го имаме со вештачка интелигенција е како најдобриот библиотекар што можеш да го добиеш. Ми треба информација, го поставуваш прашањето, ти го одговара прашањето. Кога јас студирав, за да ја добијам информацијата, требаше да отидам во библиотека, да ја земам книгата, да ја отворам на соодветната страна, да прочитам и врз основа на тоа што сум го прочитал, да изведам знаење и тоа изведено знаење да го применам и така да го одговорам прашањето. Сега го добивам одговорот на прашањето. И тоа е прекрасно. Мислам, сега можеш да видиш што сакаш моментално, нема изговор за незнаење. Сега нема изговор, едноставно сите информации ги имаш. Пристап до литература имаш, целата е инкорпорирана внатре во овие големите јазични модели. Преку вештачката интелигенција добивме најдобриот библиотекар, што може да го добиеме. Мора да се проверат информациите, нели референциите да се проверат, целото тоа, да се осигураме дека информацијата е точна, пак треба да читнеме во книгите. Ама одговорот го добиваш одма. Не треба да одиш до библиотека повеќе. Да, да служувам. Многу е убаво денеска да се учи. Тогаш јас кога бев, беше предизвик да дојдеш до точната литература. Сега нема таков предизвик. Ние тогаш бркавме книги, имаше луѓе, ќе оде некој во Белград да ти купе книга во Софија. Уште како дете се сеќавам за надпревари математика да ти донесе некоја збирка од странство некој, за да можеш да решаваш различни задачи од оние што ги имаш достапни тук. Сега речемо на ChatGPT изгенерира ми 100 надпреварувачки задачи, ти ги изгенерира. Изгенерира ми рецепт за вакво јадење. Во фрижидерот имам ова, сакам да јадам. Што да јадам? Значи, од банални прашања до студиозни прашања. Се имаме достапно и веќе немаме оправдание за неучење. И сега, во
ова време на нови можности, на овие достапни информации, што е нешто што би сакале да му препорачате на вашите идни студенти, идни предприемачи кои што можеби ќе бидат дел од Финки и целиот екосистем, што е нешто што сакате да им го препорачате од оваа гледна точка? Уште од почетокот на информатичките науки, развојот е динамичен. Динамиката е убрзана сега, ама не е прво време кога било убрзана. Секојаш имало за брзан развој, па малку ќе подзапре, па за брзан развој, па малку ќе подзапре. Сега сме во фаза на вртоглаво брз развој. Не дека претходно не сме биле, технологиите се развива и претходно. Мислам, компјутер кој што си го купил годинава, наредна година веќе е стар. Сега е така со моделите на вештачка интелигенција. Така беше со пакетите за развој на софтверот. Секогаш се прават нови верзии. Сите што планираат да се бават со компјутерски информатски науки, со компјутерско инженерство, треба да се спремни дека ќе учат цел живот. Сега барем учењето е лесно, пристапот до информациите е лесен. Тоа значи дека треба да развијат инженерски мајндсет и предприемачки мајндсет и да немаат страв. Слободно, во контролираната средина, додека се на факултет, да не се плашат да сгрешат. Нека пробаат да развијат продукт, да пробаат да формираат компанија. Нека се вработат во една компанија, во друга компанија, нека пробаат. Сега можат да пробаат, сега е лесно. Трансфер од една област во друга област ја има целата литература достапна, можат да направат многу лесно и било која идеја можат да ја развијат многу лесно како proof of concept. Вештачката интелигенција ќе им помогне да развијат proof of concept брзо. Тоа не е product ready апликација, таа бара уште малку повеќе доработка за да биде безбедна за користење. Пак тука вештачката интелигенција ќе може да им помогне, ама многу брзо можат да направат нешто од кое што самите ќе видат вредност, општеството ќе види вредност и од кое што понатаму може ќе развијат нешто добро. Каде беше вашето прво работно искуство или пракса? Дали ви текнува во која компанија? Прва пракса, уште кога бев студент, волонтирав во Вавилон центар и држев курсеви, баш за Word, Excel, такви работи. Тоа ми беше како некое такво teaching experience. А задолжителна пракса има во Микросам, бидејќи мојата студиска програма беше хибрид помеѓу автоматика и информатика, немаше тогаш чиста информатика, јас завршив на ФЕИТ. И ја одбрав таа компанија, конкурирав таму, бидејќи можев и двете работи да ги пробам, уште не бев одлучен точно каде ќе бидам. Тоа беше трета за четврта година или четврта за пета, кај нас беше 9 семестри факултетот, сега не се сеќавам. И после тоа станав демонстратор и ми почна академската кариера. Паралелно работев и во индустрија на развој на продукти. Од старт секогаш работев на развој на продукти кои што инкорпорираат вештачка интелигенција и тоа ми беше доста забавно, бидејќи и областа ми беше таква на истражување. И сега најинтересно ми е кога ќе направам некаков модел и кој што ќе го ставам во мобилна апликација и самата мобилна апликација да биде интелигентна. А покрај сите обврски имате ли време се уште да создавате работи? Нешто што ви е поврзано со вашата струка што берете? Се наоѓа време, како декан многу помалку. Како професор се трудев да имам практично искуство постојано, некакво. Постојано да се развива нешто, да се работи на нешто со цел да ги видам од прва рака новите технологии, да ги пробам, за после да можам тие искуства да ги пренесам. Супер, фала ви многу за разговорот. Се надевам дека поголемиот дел од работите ги опфативме. Дали има нешто што мислите дека пропуштивме, а што сакате да го кажете? Може да биде до колегите, може да биде студентите, може да биде до луѓето кои што нас слушаат од стартап екосистемот, некој кој што сака да испратите нека порака. Сега промените што ги фатија инженерите, да речем, ги фатија прво софтверски инженери, меѓутоа овие промени ги засегаат сите. Целиот високо квалификуван кадар е под влијание на вештачката интелигенција, да научат да ја користат безбедно, сите да научат да ја користат безбедно, а нашите студенти да не се плашат да ја применуваат и да најдат начин како да ја инкорпорираат во своето знаење. И ќе препорачам, бидејќи е процес на учење, секогаш кога учиш, најдобро е нештото да го направиш сам. Додека учат
да развиваат софтвер, додека учат да прават нешто, било што, другите инженери да дизајнираат некој продукт, да прават некаква пресметка. Правниците додека учат да спремаат акти или што прават. Економистите додека учат да планираат некаков бизнис процес. Докторите додека учат како се прави диагноза. Стоите подалеку од вештачката интелигенција, стоите подалеку од ChatGPT. Ги прави луѓето паразити. Исто како што не учеа математика, немој дигитрон додека учиш таблица множење, истото е и сега. Студентите треба да знаат да користат вештачка интелигенција во процесот на учење, додека пробуваат сами да направат нешто, никако не смеат да ја користат. Бидејќи треба да се идните експерти кои што ќе треба да ја синхронизираат со нивното оперативно работење и да ја контролираат вештачката интелигенција која што ќе треба да им биде партнер во работењето. Вештачка интелигенција оставена сама, ненадгледана од луѓе, е опасна играчка. Треба да имаме контролата во нашите ради. За да имаат контролата, идните високо квалификувани кадри ги советувам во процесот на учење да не ја користат. Шорткат е, ќе го напишеш домашното побрзо, не го прави тоа. Јас сум со 20 години индустрија. Ја можам да го направам тоа, ама ќе го прочитам и ќе видам. Искуството моје од 20 години знае каде да гледам, ми кажува каде да гледам, знам што може да биде грешката. Тешко се идентификуваат грешките во вештачката интелигенција, што тоа што е генерирано, суптилни се, а ги има. Да. Ма јас сметам дека треба да биме љубопитни во процесот, да дознаеме од каде, дури доколку генерираме некои податоци, да не интересира од каде е изворот на тоа, зошто се таму, цел тој начин на размислување во позадина, љубопитни во процесот, но тоа сложувам дека треба... Процесот на учење на сите ни е различен. Јас никогаш во животот не успеав да научам нешто додека не го пробам сам да го направам. Учев обратно, прво решавам испитни задачи, после гледам каде е знаењето што ми фале. Стварно, дали тоа беше покорисно? Па не знам, ама беше поефикасно за мене. Секој учи различно. Моето искуство со учењето лично е дека додека не пробав јас да направам нешто, не можам длабински да го научам. Тек кога ќе пробаш нешто сам да направиш, тогаш учиш уште повеќе. Или следно ниво, пробај да го предаваш тоа. Тоа јас сакам да го спомнам. Пробај да го предаваш. Многу добро. Ако го предаваш на група студенти, тогаш многу повеќе гледаш каде не знаеш и што ти фали од знаењето. Особено кога ќе добиеш и прашање од другата страна. И тогаш се запрашуваш, окей, кој е начинот на кој што треба да го одговорам, и навистина можеби не го знам, ова треба да го истражам дополнително. Секогаш има добри прашања од студентите и секогаш добри прашања поставуваат добри студенти и сите тие, да ги речам, по интересни прашања што сум ги добили како асистент и како професор, били од луѓе кои што сега се или успешни професори, или Fortune 500, вработени на добри позиции, или се успешни основачи на стартапи. Успешните луѓе прашуваат. Да, треба да останеме љубопитни. Супер, ќе кажам уште еднаш, ви благодарам многу за разговорот. Мило ми е што ги отворивме сите овие теми, што се прочитавме малце ништо на што е актуелно низ факултетот од една друга перспектива. И ви посакувам многу успех со проектите кои што моментално се актуелни и тоа што треба да се оствари. Ние сме тука за поддршка во било кој момент од процесот. Благодарам многу. Како што веќе зборувавме дури и пред снимањето на емисијата, се надевам дека Академијата заедно со вас, како сектор кој што ги поддржувате стартапите, уште повеќе ќе подобриме климата за нашите студенти, уште повеќе да се охрабруваат и да ствараат сопствени решенија кои што потоа ќе ги предаваме на светот. Се сложувам. Ви благодарам многу уште еднаш и ви благодараме вас што бевте дел од оваа епизода на подкастот Стартап Револуција. Остануваат уште многу новости за што се случува следно. Веќе сме во подготовки на вториот Startup Revolution AI Summit, ќе се одржи од 1 до 4 октомври, значи оваа година. Така да информации имаме повеќе на нашиот нов сајт, погледнете ги, а со мене се гледаме во следната епизода. Чао!